Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. В 1969 излегува првиот број на младинскиот весник Фокус. Слободан Унковски, Владимир Милчин, Денко Малевски, Владо Шопов, Алјоша Руси и многу други видни имиња како тогашни младинци се дел од оваа слободарска редакција. Југославија е режимска, но слободната младинска мисла има храброст да ги отвара и забранетите прашања. Во ниедно време не е едноставно да пливаш против струјата. Секогаш е покомотно да одиш како што мнозинството оди. Така што не би придавал некое значење, но тоа е таа генерација од 68-ма, кога и студентските протести почна. Тоа е таа приказна за нашата демократија. Внатре партиските сукоби меѓу либералите и конзервативците се прелива и на општеството, и оние како нас, да речеме, кои можеа да препознаат, да ги препознаат тие светилки на слободата и на слободниот израз, знаева и да се приклучат. Речиси 3 децении подоцна, Фокус е инспирација за едни други младинци, тогашните студенти по новинарство, а денес водечки лица во редакциите го почнуваат студентскиот независен весник Феникс. Првата насловна ги носи првите проблеми. Феникс влегува во историјата како студентско гласило со еден единствен број, но и како важен обид на една младост да го крене својот глас. Тоа беше негде пролетта 87 година. Ние бевме група студенти на новинарство. Ми се чини дека бевме втора или трета година. И заклучивме дека е многу интересно ама и многу лесно да се направи нешто, да се одбиеме во пракса, да го преточиме тоа за кое што го учиме, нели, цело време на факултет, и да артикулираме едно поинакво гледање на тоа што во тоа време беше реално. Значи, станува збор за 87 година, 3 години пред осамостојувањето, поточно 4 години пред осамостојувањето на Македонија, и во една доста узбуркана општествена ситуација во тогашна Југославија. И ништо направивме редакција, подпишавме неколку мина луѓе во редакцијата, иако многу поголем беше бројот на луѓето кои што де факто учествува во создавањето на Феникс. Кога што гледаш, ова е весник што е умножуван на фотокопир. Имаше еден, ова е машки примерок, малиот, женски примерок голем. И имавме интервју со Коле Чашуле, на кој насловот беше "Не живе во погрешна улица", и имаше еден коментар кој што всушност беше оно што најмногу внимание предизвика и веројатно потреса многумина. Насловот беше "Народ кој имаше два Илиндена, ќе има и трет". И на насловната страна имаше еден човек за некои ѕидини разурнати, со практично инвалид без една нога, стар човек. И откако излезе тоа, кусот после тоа, почна многумина луѓе од редакцијата добија повици за информативни разговори во полицијата, што не беше толку чудно и неочекувано во тоа време. Ако поприкажете со Костова каков бил студентскиот сојуз во 80-тите, или ако го прашате Малевски како тие функционирале во далечните 60-ти, ке слушнете интересни работи. Имаше и Сојуз на студенти на Југославија и Сојуз на студенти
на Македонија и на другите републики. Двете организации се разликуваа по еден степен на блискост кон власта. Сојузот на младината, тоа беа млади луѓе кои се подготвуваа за идни раководители на државата и тие повеќе личеа на, така да кажам, идни функционери. И Сојуз на студенти, кој што беше една малку поинаква организација, која што дури се гордееше што има една дистанца кон власта. Така било во еднопартискиот систем. Младината не се охрабрувала лесно, но кога ќе се појавил обид, тука бил студентскиот сојуз да ги подржи или барем да не ги попречи нивните платформи. Студирањето генерално се третира како некој процес во кој студентот има не главна, туку споредна улога. Значи, како да, ако замислиме дека има еден воз кој треба да помине на релација од една точка кон друга, студентот се соживува со таа улога дека едноставно само треба да ја помине таа дестинација. А трагата која остава е небитна. Знаете како изгледа кога ќе влезете во училница и гледате дека тие седат со денови во училница со скршен прозорец среде зима и кога прашувам дали реагиравте за ова, тие си молчат и седат мирно со своите јакни и капути, затоа што е невозможно инако да се држи настава. Во Република Македонија под формулата на партитократија све е окупирано, сиот простор, па дури мислам дека и студентскиот или е под силно влијание. Еве еден доказ. Ке видите дека најчесто водството на студентската организација речиси дели исти политички убедувања како партиите на власт. Па дури ако направите анализа на факултетите како е во студентските представници, ќе видите дека и тука партиите имаат свое влијание. Затворен студентски весник, затворено студентско радио, прекината слободна студентска мисла. Ова натера група студенти да протестираат. Мирно и достоинствено ја почнаа својата борба против цензурата на говор и размислување. Тотално деградираниот систем на она институционално студентско организирање, студентските парламенти, кои веќе со години се привезок за властите. Која и да е власт, тие се привезок. Изборите за студентски лидери, студентите не ги допираат, не ги поттикнуваат, излезноста е слаба, самите избори се проследени дури со неправилности, со сомнежи. Што да кажете за лидер на студентите кој е син на професорка универзитетска, и каде тука да барате? Значи, студентите немаат чувство дека тој ги брани нивните интереси. Иако законот препознава студентски плурализам во застапувањето, во моментов студентскиот парламент е единствениот легитимен представник на студентите во рамките на универзитетот, признат од раководството. Ако го отворите сајтот на Спукам или ако се сретнете со некој, мислам, ако имате, не знам, ако е посебен денот, посебно да е расположен председателот или некој од Спукам, ако е посебно расположен за да се сретнете особено вака медиумски со него, можете да приметите дека немаат статут. Значи не тешко е да се види конкретно врз кои принципи тие функционираат, затоа што тие немаат статут. На една моја средба со председателот на Спукам, јас го прашав дали може да ми биде достоен статут, ми рече дека можам да го прочитам. Но дека статутот е интерен акт,
што е многу чудно. Лично не сум задоволна и сметам дека поголемиот дел од студентите не се задоволни. Тоа не е вистинско тело што ги представува нив, тоа покажува излезноста на тие избори. Мислам не сме слушнале за нивните активности сега, најискрено. Не знам ни што прават, ни не сметам дека ги застапуваат интересите на студентите. Проблематично што СПУКМ е единствената призната организација, да речеме од страна на универзитетот, која ги застапува официјално ставовите на студентите. Во самите тела на одлучување учествуваат представници на СПУКМ, меѓутоа не и од другите организации. Исто така е уште потешко да се вклучи човек индивидуално доколку има интерес да учествува во студентското управување, нели? Тоа е терминот што се користи. Единствениот настан јавен настан каде што може да се види работата на СПУКМ, односно на некој начин да се информираме за тоа што се случува во СПУКМ, се токму студентските избори, кои сама кажувате дека многу често дневниците се отвараат токму со тие избори затоа што никогаш не ги задоволуваат демократските стандарди. Студентските протести во 98-та се единствените на кои студентите масовно се собраа и долго протестираа. Филип Петровски и Антонио Милошевски ги повикуваат своите колеги да излезат против можноста на студентите албанци да студираат на педагошката академија на својот мајчин јазик. Денес Петровски и Милошевски се функционери во владеачката партија, а најмасовните студентски протести досега остануваат во историјата со предзнак националистички и политички мотивирани. Да се биде лидер на организацијата и да се негува блискоста со партијата на власт станува традиција. Таа партизација на општеството која што буквално ја зафати секоја пора, неминовно беше да ја зафати и таа студентска организација. Студентот е злоупотребен константно, цело време. А во однос на тоа дали се партиски, не знам. А дали се симпатизери на партија, тоа сигурно. Мислам, тоа може да го видите низ изјави на медиуми. Воопшто како реагирате, например, во мандатот на претходниот председател на СПУКМ, имаше протести за Европска унија. Зошто ние не сме во Европска унија? Во однос на во мандатот на сегашниот тековен председател на СПУКМ, имаше реакции до низ медиумите, не сеќам баш, не ме држите за збор дали беа протести или нешто слично, мислам дека изјави за медиуми дека со бојкотирањата кои се случија во парламентот, значи претходно за буџетот, дека со тоа всушност студентите ги губат стипендиите, се пролонгира добивањето на стипендиите. Нема да видите вие студентите како активно земаат учество во дискусии во однос на, да речеме, како се имплементира Болонја, дали се користи доволно мобилноста, дали академската програма што ние нудате онака ги задоволува нашите стандарди и барања од високото образование. Мене фактички петиции што ми праќаат, знаете, нормално студентите, нешто тоа се повеќе петициите од другите, а не од студентски парламент. Ја немам никакви проблеми со студентскиот парламент. Али јас сакам да видам еката се го спроведувам, сакам да видам фидбек како тоа се применува. И ние не сме идеални. Спортски активности, средби со министри и функционери, протести во линија на партиските политики, кои немаат ништо заедничко со студентскиот живот. Така делува студентскиот парламент. Но каква вредност во реалноста има студентскиот живот? Мизерен студентски стандард, затворен студентски весник, затворено студентско радио, тепани студенти на плоштад. Но не е се така црно. Битката за студентски плурализам и промени во студентското организирање започнува во 2007-та. Масовниот одзив на петицијата на Младинскиот образовен форум навестува промени. Во минатото имавме неколку успешни примери каде што и самите земавме учество. За почеток прво беше измена на законот за високо образование, односно делот кој се однесуваше на студентско организирање. Во тој период студентското организирање беше олицетворено преку студентскиот сојуз.
дел од амандманите кои беа поднесени до собранието се однесуваа во промена на самото именување, меѓутоа и во промена на натрешната структура на организирање со цел да се добие оној демократски модел на представување, символично представен преку терминот парламент. Од сите оние суштински амандмани кои беа предложени, беше прифатен само официјалното именување, значи на студентските форми на организирање, односно студентскиот сојуз се преименува во студентски парламент, суштински промени немаше. Понатаму следуваше иницијатива кога дел од студентските организации повика на бојкот на студентските избори. Целта на бојкотот беше да се прати порака дека таквиот начин на организирање, таквиот модел на организирање едноставно не одговара на потребите на студентската популација во тој период. Беше отворена петиција каде што студентите може да се потпишат доколку се застапуваат за реформа во студентското организирање и беа собрани 11.000 потписи, што беше драстично поголема бројка од излезноста на студентите на самите избори. За отприлика недела дена, 10 дена, кога што траеше петицијата во претворието на изборите за студентски за председател на ССУКМ во тој период, успеавме да собереме некаде околу 10.000, скоро 11.000 потписи. Беше време да се каже дека е крај на корупцијата, трошење на буџетски средства, преди се имаше конфликт. Значи до ден денеска постои таа некоја сива зона, дали ССУКМ, односно сега студентски парламент, ако не се лажам, се пререгистрирани, имаат право да побаруваат од студентите школарини и по дефолт да ги прават нивни членови. Согласно Уставот на Република Македонија е невозможно некој да биде член некаде доколку тоа не го сака. Позади МОВС и одлуката на Уставниот суд, таа се уште не е спроведена, има можности да се буткани незиното имплементирање. Беа изработени прилика 26 амандмани со кои сакавме во тогашниот закон за високо образование како посебен оддел да го воведеме студентското организирање, односно воведување на студентски парламент на сите универзитети во Република Македонија. Плурализмот полека почнува да се случува со самото тоа што барем во тој период кога МОВ почна да ја води отворено и фронтално таа битка за плурализам, гледаме или еволуција или ретарирање во ставовите и на институциите и на поедините организации, односно конкретно Сојузот на студенти, кој што сега веќе е преименуван студентски парламент, а де факто не е студентски парламент, само тоа име го носи. А се создаваат и нови студентски медиуми, Студент ФМ, Радио МОВ. Но и печат со смисла и критика, како списанието Излез. Слегова од 2010 година, значи веќе 3 години, баш следната недела славиме 3-ти роден ден. И до сега издадовме 9, сега ќе издадеме 10-ти број. Почна како една иницијатива да се создаде студентски медиум, бидејќи во тој период немаше баш никаков студентски медиум. Затвори стената? Да. Во меѓувреме се отворија други, се отворија радија, но се уште е единствен незавршен печатен студентски медиум. Па таа ни беше целта ние да создадеме некоја критичка маса на студенти, да ги поттикнеме студентите малку да размислуваат, да критикуваат за тоа што може да се смени и промени. Се делува неформално како Слободен индекс. Се делува и формално како Младинскиот образовен форум и се менуваат закони. А се делува интерно на факултетите и се подобрува наставата и перспективата на студентот. Како младите биолози кои преку својата организација уште како студенти успеваат да се презентираат меѓународно и да ги подобрат своите вештини. Истражувачко друштво на студенти биолози има две своји цели во програмата. Едното е едукација на студентите, другото е истражувачка дејност. И сега на нашиот факултет, на нашиот факултет кај што функционира нашето здружение, освен настава што е задолжителна, секој студент, ако сега стане реален биолог или биохимичар, молекуларен биолог, како и да е, мора да има и истражувачка работа пред да дипломира, пошто тоа ќе му ги подобри неговите способности во неговиот живот, бидејќи во многу имаме таа предност што имаме здружение и тоа здружение поддржа нашите професори. Потребно е бидејќи да потешко е секој студент сам да оди на терен и да истражува. Добро е кога има здружување, кога сите со заеднички сили
се организираат, прават план, поставуваат на проблематика, одредуваат кое подрачје ги интересира за да се истражува и заедно го прават тоа истражување. Биологијата како наука, мислам, не може, иако секој истражува во своја различна област, во друштвото имаме 11 секции, потребно е да постои комуникација за заедно да се решаваат сите прашања кои што ќе дојдат. А организации како Бордот за европски студенти по технологија или БЕСТ нудат можности за мрежување со студентите од Европа. БЕСТ или Борд на европски студенти по технологија е студентска организација која постои на овие простори веќе повеќе од 10 години, функционира активно. И главни цели, главни мисии и визии на организацијата се да ги поврзе студентите ширум Европа, да овозможи студентите повеќе да се развијат меѓу себе, да го надоградат своето образование или така наречено комплементарно образование. Исто така се залагаме за развивање на тие така наречени soft skills или меки вештини, вештини кои факултетите на овие простори конкретно многу не обучуваат за тие работи, затоа студентските организации како БЕСТ се тука тоа да го направат. Може да кажеме дека не постои студентски активизам, барем во овој организираниот дел, сметам дека барем во последно време напреднува дури со големо бројот на организации кои ги застапуваат интересите на студентите. Меѓутоа, генерално, ако видиме, студентската популација представува многу повеќе од тие 50 организации. Имате толку мој колку ќе си освоите. Правата се неограничени и студентските. Студентите се летаргични, студентите се конформисти, меѓутоа не треба нова да гледаме обесрабрувачки или разочарувачки, едноставно треба да се поттикне. И тоа е она кое јас се залагам како активист на Слободен индекс и Слободен индекс воопшто. Значи ние се залагаме да го разбудиме потенцијалот во студентите. Да се здружат, да се формираат друштва на нивните факултети, бидејќи заедно со заеднички сили тоа е единствениот начин да ги остварат своите интереси, да ги разменат идеите и да бидат успешни во тоа што сакаат да го остварат.